На седницата на Комисијата за здравство и социјална заштита едногласно поминаа сите точки од дневниот ред. Најпрвен беше разгледан извештајот за реализација на програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за минатата година. Дискусија единствено имаше по однос на реализацијата на програмата за активностите на општината од областа на социјалната, детската и здравствената заштита, каде имаше забелешка дека критериумите се заострени. Јас би кажал дека и дадов моје излагање по делот на оваа точка, затоа што кажав дека во секој случај за поздравување пред се во делот на лекарството, затоа што долго време некои хронични пациенти немаа средства, спаѓаат во социјално ранливи категории, немаа средства да ги купат лековите, меѓутоа не станува збор само за категорија од ромската популација, иако таму е највеќе засегната овој дел. Јас имам пациенти одреден број кои што ги исполнуваат овие критериуми, мислам дека општината со право ги има заострени овие критериуми, бидејќи и службите и одговорните луѓе ги имаат констатирано злоупотребата во делот на прецена лекови, така да тоа е решено, мислам дека во делот на правилниците баш затоа се ставени како заострени критериуми, бидејќи кажав и на седницата, голем дел од лековите, повеќе од 95% спаѓаат на товар на фондот. Значи овде станува збор, општината излегува во сусрет, во пресред на пациентите кои што користат лекови кои што не паѓаат на товар на фондот. Кажа и секретарот дека можеби во минатото се користеле некои рецепти кои што се од делот на витамински терапии. Значи овде станува збор за лекови кои што се пред се за хронични пациенти. И тоа е мал број на лекови кои што имаат цена, и ако морам да кажам дека голем дел од тие лекови се намалија цените, така да оваа сума, мислам дека 1500 денари кои што ги покрива аптеките, мислам дека сите аптеки имаат право да аплицираат во овој дел, е сепак за поздравување. Гласен во забелешките беше советникот од ромска националност Такија Киов, кој тврдеше дека на терен доцнеле лекови за пациентите. Во делот на тоа дека не се дават лековите по месец дена не држи, затоа што не станува збор за акутни проблеми, станува збор за хронични болести кои што пациентите ги користат со години. Значи сепак е за поздравување. Во делот на помошта за превоз, кажа представникот од Собранието дека имаше некои злоупотреби, сега тоа е решено. Знаете дека со секој упут постои пред се за болнички упути и упути кои што идат на терцијерно здравство во Скопје, значи тоа се патувања над 30-50 километри пред се во Скопје кога се оди, значи се доделува помош во делот на билет таму каде што е доставено и каде што матичниот лекар има уредно пополнето дека пациентот има потреба од придружба. Иако пред тоа било злоупотребувано и можеби да речеме придружник кој што оди со одреден пациент барал и тој да добие и давале, да речеме. Верувам дека со општината излегла во пресрети на тоа. Сепак, додаде Митев, доколку во упатот нема препорака дека пациентот треба да има придружба, тоа нема да биде дозволено. Митев ја поздрави одлуката за формирање координативно тело за социјална заштита на општината, предлог што исто така едногласно беше прифатен од членовите на комисијата.